Истиот тој Црвенковски во 2005 година, кога беше предложен еден предлог од Метјо Нимиц, каде што беше доведено во прашање идентитетот, тој го прифати. Јас тогаш се спротивставив, јавно го кажав тоа, има снимки за тоа, дека на тој предлог од 2005 година единствено ВМРО-ДПМН реагираше дека е проблематичен во однос на идентитетот, во однос, ако не се лажам, на македонскиот јазик. Чигуриевски или лаже, или ептен забора. Еве го предлогот, ништо од тоа што кажа не е точно. Тој предлог од 2005 година што нудеше? 3 години Македонија се вика Република Македонија без транскрипција на англиски јазик. После 3 години да се викаме Republic of Macedоnia, од тој момент до вечност. Значи уставното име да го имаме како држава. Уставното име. Во именувањето на државата, во именувањето на државата, во Обединетите нации. Во Обединетите нации сега. Само 3 години да бидеме Република Македонија, не нешто друго. Република Македонија без транскрипција на англиски јазик, а после тоа уставно име до крај. Кај јазикот чисто решение. Македонски јазик Macedonian language. Истиот тој премиер што лаже околу предлогот од 2005 година, во 2008 заедно со мене, ја и тој заедно, прифативме кај пред Букуреш Република Македонија во Заграда, Скопје. Прифативме. Тоа што се обидува да се скрие. Прифативме Република Македонија во Заграда, Скопје. И тоа е за него прифатливо, а уставното име за меѓународна употреба демек бил лош предлог.